Почитуван ректоре, почитуван професоре, почитувана деканке, почитувани професори овде присутни, градоначалници, пратеници, гледам присутни, општественици, експерти, драги студенти. Најповеќе ова веројатно го правиме заради младината, заради студентите, заради иднината. Мене ми е посебна чест на една ваква респектабилна општествена институција да дискутираме и да водиме јавна дебата согласно Деловникот на Собранието на Република Македонија, кој што предвидува јавна дебата во одредена фаза на уставните амандмани, дебата која што се случува во парламентот, каде што од самиот почеток на самата дебата дојдовме до една општествена свесност која што треба да ги стабилизира и фокусира донесувачите на одлуките, но и да им даде конкретно општествено појаснување на исправноста на одлуките кои што ги носиме како највисок законодавен дом или како највисока институција во демократските општества, тоа е парламентот на Република Македонија. Прво, сакам да се осврнам на тоа што ќе кажам дека Македонија е исправена пред сериозна одлука. Се работи за одлука која што произлегува од постигнатиот преспански договор. За многу во општеството беше невозможна мисија и не веруваа дека воопшто може да се постигне како договор. Јас имав честа и верувам дека е чест, времето тоа ќе го покаже, да бидам премиерот кој што ја води владата, кој што успеа да постигне договор и да реши спор. Спор кој што надвиснуваше на Македонија повеќе од 27 години, ја кочеше во нејзината перспектива, во нејзината иднина, создаваше фрустрации, проблеми, миграции, незадоволства, одредени девијантни појави во општеството, навистина произлегуваа од нерешениот спор со еден од нашите соседи, во конкретниот случај со јужниот сосед Република Грција. И како млад политичар, и како млад општественик, сите, верувам како и вас, сме ги следиле малку или повеќе сите овие процеси. Дојде период кога веројатно повеќе коцки се поклопија, како, например, имавме добра страна од грчка страна, која што беше подготвена да влезе во суштина, со конечна цел да се изнајде решение. 27-те години, веројатно, ја стави во опозиција оваа влада да каже, па доста е преку глава, дај да видиме што е тоа што ни е важно, колку е важен компромисот да се постигне и дали можеме да живееме со тој компромис, а при тоа кои се придобивките што ги добиваме. И на крајот дојде период кога и Европската унија и НАТО покажаа една поголема свесност, поголема посветеност према целиот Западен Балкан, така и према нашата Македонија. Кога со доволна мотивација тргнаа да не мотивират и нас како Македонија, но и другите земји, покрај со спроведувањето на реформите и тие да испорачаа јасни цели, а тоа е дека нема да има земја членка, следна на Европската унија, со отворени билатерални прашања. Во услови која добив честа од вас граѓаните преку парламентот да ја водам извршната власт во Република Македонија, ми беше јасно дека треба да се носат храбри одлуки. Затоа што одговорноста пред татковината, пред граѓаните, пред општеството севкупно е огромна и конечно доаѓа време дека не мора постојано да се прават политички калкулации, рейтинзи, а државата да остане и понатаму се нерешени прашања. Знаејќи го таквиот впечаток, бев политичар кој што сериозно верувам во едно општество за сите. И знам дека крупни прашања со вака сериозна суштина и многу чувства во него вградени се решаваат ако дома прво создадеме попријатна атмосфера. Почнавме еден концепт, едно општество за сите и го градиме. И ќе треба да го градиме ние додека сме живи и генерациите по нас, заради тоа што тоа не е една за секогаш дадена. Тоа треба да го негуваме, да го надоградуваме, во секој момент да го презентираме со искрени чувства и со намери. Во вакви околности се ставивме во позиција да бидеме подготвени да ги решиме отворените билатерални прашања. И заклучивме дека ако сакаме да влеземе во решение со Грција, кое што и текако е многу чувствително прашање, не е паметно тоа да го правиме без претходно да не го решиме проблемот со Бугарија. Веднаш, првиот чекор на меѓународен план беше
барање на решенија со Бугарија. И изнајдовме решение со Бугарија. Еве не година и 3-4 месеци од потпишувањето на договорот со Бугарија, ништо не изгуби Македонија, само добива. Зголемена трговија 12%, културната соработка се унапредува на секое поле, конечно почна утакмици спортски да се играат помеѓу двете земји, тоа на професионално ниво, во делот на образованието се разменуваат искуство, се отварат нови гранични премини, се проширува гасоводната мрежа и во југоисточниот дел на државата, се заедно конектиравме на енергетскиот систем. Сето тоа е придобивки. Очекуваме овие месеци да се укинат или минимално паднат роаминзите, кои што ги користиме, и мал милион други придобивки. Вака подготвени влеговме и со Грција да го решиме спорот. Денеска имаме, според мене, фер и праведно решение. Суштината на договорот од Грција треба да се имплементира преку нашиот устав. Најсуштествената промена во уставот е промената со амандманот 32, а тоа е секаде каде што стои Република Македонија, да бидеме Република Северна Македонија, или каде што стои Македонија, да бидеме Северна Македонија, освен во членот 36, кој што има историски аспект. При вакви едни околности, треба уште еднаш да потенцираме дека тоа е тоа кое што вгнездува непријатни чувства кај нас граѓаните на Република Македонија. Ама е факт дека тој историски регион Македонија ние сме северниот дел. Факт е дека немаме аспирации да окупираме Грција, Бугарија, Албанија, да напаѓаме другите земји. Немаме таква аспирација. Нема ниту еден политички субјект, ниту една организација во државата која што има територијални аспирации према било кој од соседите или било која друга земја. Единствените аспирации што така се изнедрени на површина е да ги отвориме границите, да подадеме рака, да градиме пријателство, па тоа веројатно ќе донесе и економска благосостојба, еден куп нови можности и за сегашните, а пред се и за идните генерации. При тоа ни беше многу важно да Грција го одблокира целиот овој процес на нашата интеграција, од тука со интегрирањето и во НАТО и во ЕУ, придобивките се огромни. Во секоја земја биле огромни. И кај нас ќе бидат огромни. И од тоа нема да имаме никаква резерва. Но при тоа ни беше важно проблемот да биде трајно решен. Затоа и дојдовме до уставните промени. Затоа што ако беше употребливо само за надворешна употреба, тешко се прави разграничување кога е за внатре, кога е за надвор. Кога општина Кавадарци комуницира со труд и социјална политика во земја која што преговара со Европската унија или веќе е членка на Европската унија, тоа е и европска комуникација, и меѓународна комуникација, има импакт врз институциите и во Европа. Не се разграничува. И ајде пак нови проблеми, пак нови блокади, нови вета или слично. Требаше да имаме трајно решение. Од тука донесовме одлука во период кога само 17% од граѓаните беа во поддршка на ова решение. Но знаевме, силно убедени, дека решението треба да го донесеме. И го донесовме решението. Еве денеска огромно мнозинство, повеќе од 60% е во поддршка на ова решение. Некаде 74% луѓето велат парламентот мора да донесе одлука. Затоа што ние бираме представници на власта. И тие треба да носат одлука. Ако е така, зошто ги бираме? Зошто па ние да себе си изложуваме на вака незгодни прашања? Прашањето не е лесно. Не знаеме каква ќе е рефлексијата во едината. Ама затоа бираме политичари. И во парламентот, и во владите. Да носат и тешки одлуки. Не само лесни популистички, кои што креват рейтинзи. А при тоа да си ја преземат и одговорноста од таквите одлуки. Затоа јас донесов одлука, Никола Димитров донесе одлука, кабинетот наш во владата, многу експерти работеа со нас и ставивме свој подпис. Но одлуката не е конечна, додека не ги поминеме сите фази и парламентот не ја усвои. Затоа институциите се тие што на крајот носат одлуки. За вакво прашање одлучивме да ја вратиме топката кај граѓаните на референдум и да им кажеме: сите што мислите дека треба да учествувате и што сакате да учествувате, бујрум, повелете, учествувајте. Учествуваа 37% од граѓаните. 667.000 граѓани одлучија да излезат и да гласат. Останатиот дел од граѓаните има шансе да излезат да гласат против. Но одлучија дека тоа е прашање кое што треба да ги продолжи процедурите понатаму. Затоа
референдумот е успешен, одлуката не е донесена. Тоа е конечниот заклучок од референдумот. 610.000 гласаа за. Ни една политичка партија нема добиено ни приближно толку гласови колку што граѓаните излегува по вака чувствително прашање. И сега сме исправени пред прашањето што понатаму со нашата Македонија. Парламентот мора да носи одлука. Одлуката може да биде не, стопираме се, може да биде и да, и тераме напред. Парламентот даде пас со 2/3 да се отвори потребата за уставни амандмани. Таа дебата беше пријатна, инклузивна, предлагати опозициони пратеници. Дел е веќе вградено во нацрт амандманите. Понатаму продолживме со нацрт амандмани. Заврши втората фаза на дебата во комисиите и на пленарна седница. И согласно деловникот доаѓаме до јавните дебати. Јавните дебати имат корективна улога за да на пратениците, на премиерот и на другите донесувачи на одлуки им дадат до знаење дали се во вистински правец или не. Оти во политиката ние таму може да се договориме за се. Многу е важна јавноста во целиот овој процес. Затоа се драгоцени ваквите дебати, посебно вака исполнети и со млади луѓе. Ако јавната дебата биде позитивна, на крајот на јавната дебата, која што завршува, верувам, во вторник, на 11 декември, владата има уште 2 дена конечно да оформи амандмани. Во самите амандмани ние треба одекот од дебатата во парламентот и одекот од ваквите јавни дебати да биде вградено во конечниот текст кој што се доставува до парламентот. Парламентот повторно има шанса да поднесе амандмани на амандманите. Да ги промени. Конечен е парламентот. Владата е само властен предлагач. И тука завршува конечната постапка. Ако ние на 12 или на 13 ги доставиме конечните амандмани до собранието, председателот на парламентот на 12 или 13 јануари ќе ја закаже последната пленарна седница. Во рокот од тие 30 дена повторно има комисии во собранието. Каде се поднесуваат амандманите, каде што се дискутирали слично. Амандманите се следните. 32-иот амандман е тој што го кажа, најважниот. Со еден амандман се променува Република Македонија или Македонија со Република Северна Македонија или со Северна Македонија, освен во членот 36, бидејќи тука Македонија се спомнува од историски контекст. Во амандманот 34 имаме подобрување на преамбулата. Зошто? Заради тоа што досегашното обстојување на одлуките на АСНОМ е сеопфатна и таму стои манифестот. Манифестот вика македонци од Грција, од Бугарија, обединете се. Тоа не е во духот на пријателството и на договорот. Ние немаме намера да ги анексираме, да ги придобиеме тие територии кон нашата Македонија. Не, тоа е Грција, тоа е Бугарија. Ние сакаме соработка со нив. И затоа од одлуките на АСНОМ е променето во прогласот на првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ, затоа што со самиот проглас се избегнува делот на манифестот, а со вкупната дебата се јавува потребата дури да бидат формулирани правните решенија. Прво, АСНОМ не се брише. АСНОМ 2 пати ќе обстојува. Никој не бега од АСНОМ. Но истовремено, АСНОМ мора да биде коректен согласно времето, односно, ние ниту тогаш сме ја нападнале Грција, ниту сега сакаме да нападнеме Грција. Ниту тогаш Бугарија, ниту сега. Но целта е да прецизираме државотворните конститутивни правни решенија на самиот АСНОМ. Истовремено, овде го додаваме насловот на Охридскиот рамковен договор, кој што во најсуштинскиот дел е веќе вграден со промените од Уставот од 2001 година. И со давањето на насловот овде, Охридски рамковен договор, ја заокружуваме и тоа поглавие од нашата историја, која што дефинитивно обезбеди мир после конфликтот во Република Македонија и го отвори просторот на градењето на едно општество за сите. Во амандманот 35, во членот 3, се додава само една реченица, а тоа е: Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. И тоа сите може да препознаете, што е важно, уште еднаш на Грција да им гарантираме дека нема да ја нападнеме. Дека веројатно со камења ние треба да ја нападнеме. Како ќе нападнеме? Ние сме миролюбив народ, сакаме економија,
не инвестираме тоа у војски заради окупација или слично, но еве уште еднаш, иако во Уставот постои, да им докажеме на сите дека сме пријателски народ кој што сака да гради пријателство. А при тоа ги гарантира и нашите граници, нашиот територијален интегритет, нашата сувереност, самостојност и слично. Во амандманот 36 имаме неколку става. Во едниот став е вградената потреба на предлагачите на опозицијата, мислам на по новата парламентарна група на ВМРО ДПМН и опозицијата, кој што сака уште еднаш да се вгради заштитата на македонскиот идентитет. И тука е вградено со членот 1 дека државата се грижи и го негува културното и историското наследство на македонскиот народ. Истовремено, овде имаме и други 3 амандмани, кои што не би ги читал, сите ги знаете, многу се експонирани, а веројатно и во текот на дебатата ќе зборуваме и за самиот амандман. Овој амандман има за цел да не предизвикува нови иритации, нови проблеми со Грција во делот на идната соработка. И затоа овде се потенцира како тоа ние водиме грижа за диаспората, за македонскиот народ, за сите што живеат надвор од државата, како од нив ги поврзуваме со матичната земја и слично. И тука имаме суштествена дебата за која што има предлози, за кои што ќе се осврнам на крајот на ова моје обраќање. Она што исто така е важно, а досега е прифатено од страна на нас како властен предлагач, покрај овој став 1 во амандманот 36, односно во членот 49, за уште една заштита на македонскиот идентитет, вградено е во уставниот законник, кој што ќе биде предложен заедно со конечноста на уставните амандмани, постепената примена за домашна употреба, согласно договорот, како тоа ќе се случува, беше многу важно, и кога овие уставни амандмани ќе стапат на сила. А тоа е дека нивното стапување на сила ќе биде откако грчкиот парламент прво ќе ја ратификува спогодбата или договорот, односно ќе донесе закон за ратификација, и второ ќе го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО. Таа треба да биде првата земја од 29 земји членки што ќе ратификуваат протоколот. Штом тоа ќе го направи, ќе бидат на сила и нашите амандмани, со што ни дава една сигурност, што ако ние го завршиме процесот успешно, а грчката страна не го заврши. Ако грчката страна не го заврши, ова е ништовно, целото што го правиме. Јас искрено верувам, како во нашиот парламент, верувам и во грчкиот парламент. Јас го уверувам премиерот Ципрас дека ќе има Македонија сила да изнедри, да изгласа со двотретинско мнозинство. Тој мене ме уверува исто така дека ќе има мнозинство и тамо да го помине. Довербата ја делегиравме и треба да ја веруваме. Затоа што прво ставивме подпис сите на договорот, и Македонија и Грција, а тие знаат дека треба да има референдум, треба да има уставни промени, значи делегираа доверба. И јас верувам дека ќе успееме. Она кое што е многу важно во целата оваа дебата, да не заборавиме зошто го правиме ово. Заради оставштина на нашите деца пред се. Да донесеме одлуки да им оставиме земја. Со овој договор Македонија повеќе нема да има отворени билатерални прашања. Македонија повеќе нема да биде оспорувана од нито една земја во светот. Знаете како ни дедовци и прадедовци во мултиетничка вековна Македонија со мултиетнички карактер се бореле за слобода, за демократија, за своја земја. Каде што културните особености на нашиот мултиетнички народ нема да бидат оспорени. Досега не беа оспорени културните особености или идентитетите на помалку бројните заедници како албанската, турската, ромската, влашката, бошначката и српската и сите други во Македонија. Беше оспорен идентитетот на македонскиот јазик. Овој договор ни го гарантира правото на самоопределување. И Грција го признава. Европскиот парламент го призна нашиот идентитет, давајќи ни шанса да зборуваме на македонски јазик пред целиот парламент. Македонскиот јазик е точно дека е дел од групата на јужнословенски јазици. Признаен уште 77 година. Но каде ни беше проблемот? Дури Европската унија, која што е врв на демократијата, па дури Соединетите американски држави кои што не признале подуставното име, многу често во извештаите на Европската унија пишуваше вашиот народ наместо македонскиот народ, вашиот јазик наместо официјалниот и службениот македонски јазик. Зошто? Заради тоа што пуштајќи ги ваквите извештаи, парламентот европски нема да ги гласа.
заради лобирањето веројатно на грчките пратеници. И гледаат да бајрат байпас решение. Сето тоа беше понижување. Сега ова повеќе нема да го има. Државите ќе не признаат и конечно ќе имаме грудка парче наше заедничко земја Македонија, во која што дедовци, татковци ни се родени на сите, ние сме родени, деца ни се родени тука, ама ќе биде признаено од цел свет. Во која што живее доминантно македонски јазик, да, и албанци и турци се, признаени од цел свет. Кои што зборуваат официјален службен јазик македонски, признаен од цел свет и регулирана употреба на јазиците како што е согласно Уставот. И тоа е голема придобивка. Тоа значи ќе растаретиме едно огромно бреме и ќе ја пуштиме Македонија конечно да се занимава со вистинските прашања кои што живот значат за граѓаните. Економија, просперитет, технологии, соработки со другите земји, можности овде да се осмислува и гради животот, што е многу важно. Затоа е важно ова прашање. И затоа дискутираме со неговата цела сериозност. Колку и да е болката во градите, дека нешто менува. Сепак имаме праведно и фер решение. Не им е лесно и на грчката страна. Гледате, таму се уште 65% од граѓаните на анкети се против. Премиерот Ципрас верува дека тоа ќе донесе придобивки за Грција. И јас го уверувам, и вас ве уверувам. Не само овие придобивки што ги спомнав за нас, ќе донесе и придобивки за Грција. Кога тргнавме со промена на името на автопатот, на аеродромот и другите чекори, и грчката страна направи 2-3 чекори, асоциација и стабилизација, втора фаза не пушти, Јонско-Јадранската повелба да влеземе внатре, номинираше со одлука на влада изградба на граничниот премин кај Преспа, на Маркова нога. Почна да се создава амбиент. Не беше договорот уште потпишан, на 17 јуни се потпиша. Првото полугодие 2018 го завршивме со 16,7% изголемена трговија меѓу двете земји. Да не зборувам какви фронтови економски отвара оваа можност токму со овој договор. Ке завршам со тоа што ќе спомнам пред почитуваните професори да имат свој осврт, што досега е предлагано од самите пратеници во инклузивниот процес на дебатата. Во делот на примената, реков за дома, согласно договорот, ќе биде вградена во Уставниот законник како тоа постепено ќе се применува. Што значи тоа? Кога ќе се ратификува договорот кај нас, односно уставните промени, Грција ќе го заврши. Не значи дека ние треба веднаш пасошите да ги смениме од Република Македонија во Република Северна Македонија. Кога ќе истечуваат пасошите, кога ќе вадиме нови пасоши или слично, да не правиме дупла трошоци. Имаше грчката страна разбирање за тоа. Истовремено, другиот вид на употреба на документите. Како по полека доаѓа потребата. Ние треба да покажеме добар однос. И тоа е јасно упишано во договорот. Важно беше на пратениците да се вгради во Уставниот законникот и тоа не се пишува во Устав. Е веќе вградено во предлогот во Уставниот закон. Кога влегува во сила, реков, и тоа е веќе вградено во Уставниот законник. Промената во самата преамбула, која што се додава. Исто така падна идеја да се додаде и Уставот од 1991 година. Таму стои референдумот од 1991 година, од 8 септември, но дел од пратениците велат и Уставот. И овде имаме квалитетна дебата. Некои викат, па нека стои, тоа е првиот Устав. Некои викат, ама има референдум, тоа е поважната одлука. Тогаш народот кажува да, ќе создадеме наша самостојна и суверена држава. И тоа е важната одлука, но дебатата јавна треба да искристализира што е исправно, што не е исправно, а и на крајот и во самиот парламент. Уште еднаш да потенцирам, нашиот Устав е составен од преамбула, па има наслов на Уставот, па има текст на Уставот, па има Уставен законник кој што е составен дел на самиот Устав. Вклучително со самите амандмани кои што досега се направени, вкупно 31 во нашиот Устав. Така да во преамбулата оној дел кој што се менува е јасен. Истовремено е прецизен што тоа ние всушност менуваме, двете работи. Даден е исто така предлог во делот на преамбулата да се оди со правните решенија. Зошто? Оти иритира дури и прогласот кај Бугарија сега. Зошто ти таму зборува со еден аспект кој што бугарската страна се чувствува непријатно. А нашата суштина е да ги потенцираме правните решенија, државотворните, конститутивните елементи на АСНО. Друго кое што беше исто така спомнато, делот
на албанските политичари, пред се од опозицијата Алијанса за албанците и Бесана Билјал Касами. Во делот на преамбулата, каде што стои во Република Македонија, граѓаните, македонскиот народ и другите граѓани, пишува, кои живеат во нејзините граници, а се дел од албанскиот народ, турскиот народ, ова кои живеат во нејзините граници ствара кај еден дел од помалку бројните заедници дека они се времено овде. Како кои живеат во нејзините граници како сега живеат, а утре нема да живеат. И предлогот е вика ова ако може да не стои, нека не стои. И ќе стои македонскиот народ и останатите граѓани кои што се дел од албанскиот, турскиот народ и слично. Има таков предлог. Јас не сум против, заради тоа што представува незгодни чувства кај помалку бројните заедници, а може да го тргнеме. На Грција не и смета, на нас не ни смета, немаме потреба зошто да водиме инаете или слично. Имаше предлози да се додаде во преамбулата кресненско востание, одлуки од историјата, длабински внатре, за да се потврди веројатно чувство дека ние не сме народ од вчера, дека не сме дури од 91. Но тоа не е исправно според мене, така го коментирам на крајот парламентот ќе донесе одлуката и јавната дебата, заради тоа што овие историски одлуки се воделе во еден период кога регионот Македонија бил друг, кога може да предизвикат нови иритации кај соседите, нови кавги или слично. Има во уставот и како многу други историски аспекти, кои што не декларираат со нашето постоење како држава, и како народ, и како се, во свое минато, од 91 па назад. Значи, ние сме на оваа територија, живееме, имаме своји атрибути, мултиетнично општество, и тогаш сме били и слично. Во членот 49 се отвори една дебата во ставот 3, каде што вели дека државата води грижа за македонскиот народ кој што живее во странство. Тоа е ставот 3 од членот 49. Овде, граѓаните од помалку бројните заедници го исправија прашањето, а државата зошто не води грижа и за другите кои што живеат во странство. И имаме овде предлози да се зборува за македонска диаспора и за диаспора на помалку бројните етнички заедници. Друга варијабла, македонска диаспора и диаспора на албанците, диаспора на турците, диаспора на србите и слично, или на својата диаспора. Таква е отприлика дебатата која што се води, со тоа што прашањето се отвара дека државата води грижа за сите своји граѓани кои што живеат надвор од државата. Се отвара дополнително и прашањето што тоа представува диаспора, што е иселеник, што е народ, што е граѓанин или слично. Тетате прашањето, ако наш сограѓанин пред 10 години заминал за Германија и после 10 години земал германски пасош и тој се откажал од нашето државјанство. Дали тој е до тогаш бил диаспора или дали се уште е диаспора? Затоа што он се чувствува македонец, албанец од Македонија, србин од Македонија, турчин од Македонија. Он се чувствува по своја припадност. Но генерално, ова што досега се изнедрува е дека Македонија води грижа за својата диаспора која што живее во странство. Е најбенигно, најбезболно решение, а го опфаќа секој можен аспект. Државјанството исто така се предлага да биде прецизирано во Уставниот законник, за да се знае дека графата од договорот државјанство или nationality е citizenship, не е етникум, каде што стои македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија. Тоа е државјанство. И се прецизира да стои во Уставниот законник, за да нема дилема дека не е етничка припадност, дека не се работи за македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и слично. И во членот 49 ставот 3, односно ставот 1, зајакнувањето на идентитетот од пратеникот Панчо Минов и од други пратеници, се предлага уште малку да се зајакне, со тоа што таму кај што стои државата води сметка, се грижи и го штити историското и културно наследство на македонскиот народ, да стои и сопствените особености. Тоа јас не сум стручен, експертите треба да кажат, дали не е доволно културниот и историското наследство на македонскиот народ,
или сопствените особености, токму тоа. Но, ако некој плюс заради тоа гласа во парламентот како пратеник, јас сум за. Немам проблем со тоа прашање, сум инклузивен. Ама сепак, не е само гласот, важно е на што ќе ни личи уставот, дали е тоа добро, дали е експертски поставено и слично. Така да тие се предлозите кои што дополнително падна. Може би бев екстензивен, но сакав со вас, така изворно, искрено да споделам пред што сме исправени. Задача наша е преку оваа јавна дебата да ни помогнете на сите нас при успешно, се надевам, финиширање на овој процес. Благодарам.